Од сите реки во Македонија, Вардар е најдолга, најинтересна и најзначајна река. Ова е нејзиниот извор. На мала падинка овде, крај овој стар даб, што загрижено се наведнал како бабица над родилка, се раѓа најпознатата македонска река. На надморска височина од 683 метри, со средна дебит од 1,5 метри кубни во секунда, од некогашниот богат извор, сега каптиран за потребите на населението од Гостивар, остана да тече само еден мал дел во форма на јас. Овде е почетокот. Во ова орманче со елии по некој даб, и споменикот од народно-ослободителната борба со двете бисти на првоборците Слободан Пеповски и Злате Дамјановски, водата од реката тргнува на долг пат од околу 378 километри до утоката во Егејското море. Од нив 301 километар кривулест пат минуваат овие бистри како солза пенливи води, ту во клисури, ту во долини низ нашата република. Долг пат е тоа и напорен. Но ние решивме да го минеме со телевизиска камера в раце, со намера да забележиме се што е од интерес за нашиот телевизиски гледач. Се разбира, изборот на кадрите ќе го правиме заеднички, повеќе мина членови на нашата екипа. Во својот почетен дел од текот, поради големиот пат на водата кој наместе изнесува и повеќе од 4 промили, Вардар има скоро пороен карактер со голема ерозивна и транспортна моќ. Во минатото бил користен падот на водата. Реката Вардар има композитна долина. Во својот тек низ нашата република минува низ 5 котлини и 4 клисури. Преку испусниот канал на хидроелектроцентралата во Равен, Вардар добива по 8 кубни метри вода во секунда. На овој начин настанува така наречена вештачка пиратерија. А што представува таа? Кога вода од еден слив на море, во овој случај Јадранското преку Шарските води, го менува својот тек и се влива во друго море, во овој случај Егејското. Разурнувачката моќ на водите од Вардар по настанувањето на вештачката пиратерија се зголемува. Глетката на однесен брег од коритото во долните делови не е ретка. Селото Равен лежи во подножјето на Шарпланина. Низ него минува Вардар. Еден јас не одведе до една воденица на која имаше катанец. Очигледно, долго време не работела. Но за да не убеди газдата во незината исправност, веднаш се зафати со работа и ја пушти во погон. Од сомленото пченкарно брашно дури и ни понуди за бакрдан, фалејки го дека е благо како шеќер. До по целото Равен, двата гумени чамци, собственост на извиничко-поречанските одредзи од Скопје, ги донесовме со камион. И веднаш се зафативме со подготовки за влегување во вода. Најпрвин требаше да се напумпаат чамците, да се провери исправноста на вентилите, опремата. Голема група од деца, ученици од селото, вчудовидени го следеа нашите подготовки.
ако во обид за пловење по Вардар немале можност досега да видат. Дури и повозрастните, што подзапираа и се распрашуваа за нашите намери, не можеа да сватат идејата за пловење по Вардар од нивното село до Гевгелија. Дури имаше и такви што не одвраќаа од намерата. Сепак, на крајот пред тргнувањето ни посакаа успех во потфатот. Освен членовите на телевизиската екипа, во реализацијата на пловењето по Вардар ќе ни помагаат уште и извидниците кајакари Коста Иванов, Светислав Аџиќ, Душко Бошковски и Васил Чорбаџиев. Првите тешкоти во пловењето, како последица на недоволното количество вода во коритото на реката, ги почувствувавме уште на почетокот. Иако овде коритото на Вардар е регулирано, со рамно и поплочено дно, пловењето ни одеше бавно. Често бевме во ситуација да ги употребуваме јажињата за влечење на чамците. И за случајните минувачи по мостот, што ги поврзува двата краја на Гостивар, минувањето на чамците представуваше изненадување и предизвикуваше љубопитност. Првата градска населба низ која поминува Вардар е Гостивар. Во минатото, прв пат се споменува како село во една повелба на царот Душан во 14. век. Турците го освоиле на самиот почеток на 15. век, кога Гостивар станува центар на горната Нахија. Од тогаш, па се до крајот на 18. век малку се знае за Гостивар. Во текот на 19. век, кога турската централна власт ослабела, а локалните феудалци зајакнале, настапуваат самоволија и прогони на христијанското население. Познатиот геолог и географ Јован Цвијиќ го споменува Гостивар како град на беззаконие, на чиј пазар крвавите одмазди се редовна слика. Денес Гостивар е нешто друго. Модерна урбана средина, во која новото, иако испреплетено со старото, доминира. Само на еден план гостиварчани малку сторили. Коритото на Вардар, особено на излезот од градот, иако регулирано, до таа мера е загадено со отпадни материи на гостиварската кланица, што со право може да се нарече канал за отпадни води. Со болка и со револт мислиме на бистрите како солза води на Вардар над Гостивар. Овде тие се изгнасени. Колку може да биде вандалска човековата негрижа. А Вардар, како река, не е собственост на гостиварчани. Надолу, уште низ многу населби, минува тој. Брзаме да го напуштиме овој дел од реката. Две причини тоа ни го наложуваат. Првата е неподносливата смрдеа од изгниени органски материи фрлени во реката, а втората – малото количество на вода што не дава можност за брзо пловење. Зад нас останаа селата Вруток, Равен и градот. Пред нас е Полошката котлина. Таа лежи на 300 до 600 метри надморска височина и зафаќа површина од 373 квадратни километри. Иако се дели на горни и долни полог, сепак представува една релјефна целина.
По целата најзина должина, што се протега од север кон југ, Вардар минува низ неа. Од западната страна, по должината на целата котлина се препречира Шар планина. Впрочем, и изворот на Вардар е од подножјето на оваа планина. Источните граници на Полошката котлина ги чини Сувагора. Оваа планина е без шумска вегетација, а причината за тоа лежи во варовниковиот состав на земјиштето, кој е непогоден за ниски и високостеблени шуми. Поточно име не можело да и се даде. На 2 километри источно од периферијата на Гостивар, Вардар ја прима од десно првата притока Лакавица и врти кон север. Низ овој честак од врви тешко може да се види сливот. И ние тешко минуваме. Наидуваме на големи гранки и цели стебла во реката. Коритото на Вардар е се уште мало, а вегетацијата богата. Го продолжуваме пловењето со надеж дека на првата кривина ќе наидеме на подобри услови со помалку пречки. Навлегуваме длабоко во полог. Песламе и тешко се пробиваме низ врбовите дрва, што ги има, како што забележувате, во изобилство од двата брега на реката. Тие овде имаат многу важна улога во заштитувањето на брегот од одронување. Наносен материјал од реката среќаваме насекаде. Но помеѓу селата Форино и Чегране, десно од коритото на Вардар, на некои места, акумулирајќи наносен материјал, Вардар го издигнал своето корито до нивото на околните ниви. Од овој дел на патот по реката, нашата камера ги забележа најголемите гробишта на автомобили од сите типови и години на производство. Тие лежат од двете страни на коритото, исполнети со камења, со единствена задача да го заштитуваат брегот од одронување. Во тоа им помага и малиот воден пат на реката, кој овде изнесува само 1,4 промили. Наидувавме и се уште наидуваме на остри свиоци и окуки по коритото, поради што бреговите се нестабилни. Во летните месеци и во рана есен, кога водостојот на Вардар е најмал, мештаните се обидуваат да го исправат коритото. Многу малку им успева тоа. Во повеќе случаи, одново кога Вардар надојдува, тече по старото корито.
Gravot što se odgledува во Полошката котлина, познат уште и како Тетовец, поради добрите особини што ги поседува, многу е баран. Водата од Вардар што се користи за наводнување на нивите во Полог, многу придонесува за квалитетот на Тетовскиот граф. Тетово не останува одлево, како најголема полошка населба, што се споменува уште во 13-тиот век под името Хтетово. Тогаш во него се наоѓал богатиот манастир Света Богородица, во кого во 14-тиот век се одржувал голем панаѓур. По заземањето од турците го носел името Калканделен, штит што го допира небото. Како убаво место, окружено со зеленило и со интересна стара градска архитектура, се споменува многу често од почетокот на минатиот век. На високиот рид Баалтепе, што стрмно се издига над Тетово и над реката Пена, стојат урнатините на средновековната манастирска црква Свети Атанасије. На тоа место, на врвот, тетовскиот мутесарив Абдул Рахман Паша изградил голема и јака тврдина. Според преданието, тврдината била градена околу 20 години, а била завршена околу 1810 година со чудесна убавина и цврстина. Но по наредбата на султанот, тврдината била урната веднаш по завршувањето, а Абдул Рахман Паша бил повихан во Стамбул, од каде што повеќе не се вратил. Дервишкото тече Арабат Баба или Серсем Али Баба представува комплекс од обредни, стамбени и економски згради сместени во простран ограден простор. Однадвор гледано остава впечаток на тврдина. Изградено е во подножјето на шара близу патот кон Гостивар. Го изградил Реджеп Паша од моќното семејство на тетовски паши, кои владееле со големи територии кон крајот на 18-тиот век. На тетето му биле дарувани големи поседи, села, чифлици, куќи и дуќани во Тетовско, како и во Тирана, Елбасан, Солун и Цариград. Тетето и припаѓало на дервишката секта Бекташи. Од граббите
Денес се зачувани 10. Нив и ви ги прикажуваме без некој особен ред. Секако на интересен објект е шадрванот. На него и најмногу се задржува нашата камера. По својата архитектура интересни се и објектите. Иваде тхането со богато украсена купола од пластични гипсани шари, турбето, кулата и зградата Ахчикани. Двете чешми, гробовите со богато украсени мермени плочи и зеленилото, умешно се вклопени во целината на објектот. Се предпоставува дека целосно теќето го изградиле прошлените мајсторски раце на турбешите од Маларека. По своето богатство и уредност, теќето на времето било едно од најубавите во европска Турција. Шарена џамија е изградена во 17. век на десниот брег од реката Пена. Интересна е по своите сликани украси однадвор и однатре. Особено живописна е јужната фасада. Од кои собра во себе водите од Новоселска и Палчишка река, кои дотечуваат од Кајшар планина, коритото на Вардар очигледно е поисполнето со вода, а како последица на тоа полесно можеме да пловиме по него. Пречките што не следеа во горниот тек на реката и овде ги има, но стануваат се помали. Од овде надолу, коритото на Вардар е потиснато под југоисточната котлинска страна на полог, непосредно под Сувагора. Пред Желинскиот мост, или како што го нарекуваат мештаните Невестински, одмараме. Го слушаме раскажувањето за тоа како одобил мостот името. Во минатото, многу жители од гостиварските и тетовските планински села својата екзистенција наоѓале во одењето на печалба. До овде, до овој Невестински мост, жените ги испраќале мажите, девојките ергените, а мајките синовите. И веројатно при разделбите имало многу солзи. Го минавме мостот, а сепак ја продолживме расправијата за него. Сакавме да пронајдеме одговор на прашањето кога е граден и од кого. Пишан материјал не сретнавме, иако веруваме дека неговата изградба е од турско време. Низ долни полог, Вардар ги има сите карактеристики на рамничарска река. Основната е бавниот од и доста големата населеност на двата брега. Минуваме низ повеќе убави села. Тука по редослед како наидуваат се Сиричино, Туденце, Копанце и Раотинце.
човек кој првпат ги гледа и не прави некоја разлика меѓу нив. Малку сретнуваме луѓе во нив, веројатно се на работа во полето, а тоа овде е доста плодно. За момент нашата камера ја вртиме кон шара и кон незиното подножје. Тука стоел средновековниот град Лешок, што се спомнува во повеќе историски настани. Освојуван е, уриван и обновуван повеќе пати. Во јужното подножје на градот Лешок, на широка тераса, стои црквата посветена на Света Богородица. Се споменува за прв пат во 1326 година. Во турско време била доста оштетена и обновувана, а нартексот бил дограден подоцна. Има три пласта живопис. Од 14 век, од 17, кога црквата ја обновил епископот Никанор, и третиот, најгорниот, сликан во 1879 година. Со доаѓањето на јеромонахот Кирил Печиновиќ во 1818 година изградени се и манастирски конаци. Во манастирскиот двор се наоѓа и гробот на овој познат македонски просветител. Ќе се потсетиме на активноста на Печиновиќ како основач на школи за младина, како основач на манастирска библиотека во Лешок и како писател што се служил со јазикот на својот роден крај. На надгробната плоча на Печиновиќ стои текст што самиот си го составил. Зад нас останаа 63 километри воден тек сметано од изворот. Овде Варда ја напушта Полошката котлина. Веднаш по населбата Јегуновци влегува во првата клисура наречена Вардарски дел. Ја наречуваат уште и Жеденска клисура поради планината Жеден што стрмно се издига од десната страна на клисурата. Делови на Скопска Црнагора се протегаат по левата страна на клисурата, која има лактеста форма, па го свртуваат текот на коритото од југозапад-североисток кон југоисток. Речниот пат, кој во котлинскиот дел изнесуваше 1,4 промили, веднаш по влегувањето во клисурата се зголемува на 4 промили. Оттаму и бучењето на водата што се слуша. Да кажеме и тоа, дека должината на Жиденската клисура изнесува 21,5 километар.